Македонската влада е одушевена од новата администрација на Америка, од Трамп како нов председател, но не е загрижена со можност за воведување на царини, тарифи кон Европа, со што би била погодена Македонија како најсиромашна земја во Европа. И не само како најсиромашна, туку и како една од најотворените земји во Европа. Значи, колкав ќе биде ефектот од целата оваа работа по една земја, главно зависи од тоа колку таа земја е отворена, оно што економистите го нарекуваат отворена, односно колку таа има извоз и увоз како процент од нејзиниот БДП. Например, за Европската унија отвореност, односно извозот плюс увозот како процент од европскиот БДП, тоа е околу 45 до 50%. Значи, да кажеме грубо, една половина од европскиот БДП, од БДП на Европската унија се извезува или увезува. Во Америка тој уште пониско, тоа околу 1/4. Во Македонија тој процент е околу 150%. Значи, ако видите колку ние увезуваме и извезуваме како процент од македонскиот БДП, тоа е 140-150%. Значи, увозот во Македонија, не знам, околу 80% од БДП, извозот е околу 60%. И тоа е, да кажеме, двојно, тројно повеќе од она што е во Европската унија и едно од највисоките нивоа во цела Европа. И затоа Македонија ќе биде една од најпогодените земји во Европа од оваа така наречена трговска војна, односно од овие царини се останато, дополнително затоа што царините што ќе се воведат на Европа, известно е, прашање само кога и колку, ќе се однесуваат пред се на автомобилската индустрија, затоа што Трамп има проблем со автомобилската индустрија, затоа што американските производувачи на коли едноставно не прават добри коли и американците купуваат европски коли, но тој вика дека Европа е крива за тоа, не се криви американците што прават лоши коли, туку се криви европјаните што продаваат ефтини коли во Америка и ќе воведе пред се прво царини веројатно на автомобилската индустрија. Знаеме дека од македонскиот извоз е главно, македонскиот извоз во Европската унија е главно во автомобилската индустрија, така што нема дилема дека ние ќе бидеме многу погодени. Значи, само уште неколку податоци. 80% од македонскиот извоз завршува во Европската унија. Не можете да не бидете погодени ако европскиот извоз е, ако европската економија е погодена, не можете вие да не бидете погодени кога 80% од вашиот извоз завршува во Европската унија. 40-50% од македонскиот извоз, скоро половина грубо кажано, е во Германија. Не може ако Германија поминува низ криза, се соочува со царини на нивните автомобили во Америка, не може тоа да не се одрзи на вас, така што нема дилема дека Македонија ќе биде една од најпогодените во Европа од целата оваа работа, со тоа што пак ќе кажам дека не се очекува дека ќе има, не знам, пад на БДП од 5% или нешто, некои такви катаклизми, туку веројатно овие бројки што ги кажав на почетокот од ММФ за глобалната економија, во македонскиот случај веројатно би биле двојно повисоки, затоа што Македонија е поотворена и од светската економија, од останатите и од другите економии, така што веројатно во некој најлош случај би дошле до ситуација да нема економски раст. Тој економски раст што сега се очекува да биде, не знам, околу 3% во наредната година, веројатно во најлош случај тој би паднал на 0 или нешто малку над 0. Но не е тоа, значи, да кажеме, катастрофа, дека ќе има пад на економската активност, дека ќе се затварат фабрики, ќе има масивно отпуштање од работа, но ќе имаме повторно на некој начин стагнација и никако нема да тргнеме кон, да кажеме, оној пат на конвергенција, на приближување кон Европската унија, односно не мора само Европската унија, кон европскиот стандард на живот. Нема да имаме подобрување на животниот стандард. Nasıl görünüyor? Sanki başka bir yer, başka bir dünya. Koyunlara çocuğun gibi bakacaksın. Ormandan bir çığlık sesi geldi. Çığlık mı? Yo. Bu köyün ilk meşhurusun ya. Sana bir şey göstermek istiyorum. Burada DJ sen misin? Hiç DJ'ye benzemiyor. Traktörden müzik açar mısınız? Baba! Baba dur yapma. Bütün köy hakkında konuşacak.
Biliyor musun? DJ olmak için birden fazla şarkı çalman gerekiyormuş. Gerçekten öğrenecek misin? Canım nasıl ister söyle oyna. Herkes seni görecek. Düğün değil iptal. Aç kapıyı! Aya artık yok. Sence başaracak mıyız? Çok iyi olacak. Öyle mi diyorsun? Hemen buraya gel. Цитирам ваша изјава после наградите на Санденс, освоивме Лига на шампиони. Но мора да признаете дека Македонија исто така ги освои овие награди, не само вие. Ова се награди и на Македонија. Да, Санденс е еден од најголемите фестивали за независен филм во Америка, основан од Роберт Редфорд, во едно фестивал кој служи како платформа за дебитанти. Пред се, некои од луѓето кои излегле од Санденс се и Тарантино, Кевин Смит и многу други кои своите први филмови ги прикажале таму. Мицковски вели дека е во првиот ред, во периметарот на Трамп. Досега се уште е рано, но не видовме средба со Трамп. Моето предвидување е дека Бугарија нема да се согласи на исклучување на условот за бугарите во уставот. Што може Мицковски да добие од Трамп? Ајде да речеме од најневозможните и најтешките сценарија до најлесните. Најтешкото сценарио кој има најмалку шанси да успее е да добие премолчано прифаќање од Бугарија на уставни измени со одложено дејство. Да ние ги донесеме уставните измени со одложено дејство, а условно речено и Бугарија и останатиот дел од ЕУ да замижат за тоа и да ја отворат втората меѓувладина конференција. Тоа би било за нас лотарија. Значи би било огромен дипломатски успех, но мислам дека веројатноста за тоа е многу мала, бидејќи гледате дека во Бугарија сега има проблеми, тие ја запалија зградата на ЕУ. Завчера што се вели, во протести уапсени членови на политичката партија Преродба и така натаму. Не гледам дека во Бугарија има амбиент во кој тоа лесно би можело да помине, особено бидејќи нема други големи столбови за надворешната политика на Бугарија. Второ што може да добие? Може да добие некаква мека варијанта на потврда дека нема да има нови услови. Тоа што би значило? И во Европскиот парламент некаква декларација дека билатералните прашања не има место во преговорите, дека не треба да има нови услови, но истовремено и од Бугарија некаква изјава која нема да имаме нови барања, туку би била да рече сите барања, сите отворени прашања што Бугарија ги има со Македонија се веќе дел од протоколот 2, да речеме. Некакво нешто што би можел Мицковски да го продаде на домашната јавност, како еве се договоривме дека нема да има нови услови, дека ќе имаме гаранции дека нашиот пат е. Тоа е некаква меѓувреме. И најслабата варијанта е да добие декларација само од ИПП или од Соединетите Американски држави која не обврзува никого. Декларација, односно тоа би било едно глорифицирано тапкање по рамо. Вие сте во право, не треба да бидат билатералните преговори. Сега ние кажавме, што кажавме, вие продолжите да преговарате со Бугарија. Тоа е градацијата на услугите кои Мицковски може да ги добие од Трамп сега. Кои се законските одредби кои мора да се почитуваат од страна на институциите, на државата, кога станува збор за функционирање, за изградба на ноќни клубови, на дискотеки, за да не се случи оваа трагедија која се случи во Кочани? Мислам дека во случајот во Македонија не е проблем кои се законските правила за изградба на дискотеки, бидејќи јас не знам која дискотека е изградена како дискотека. Кога би се граделе дискотеките како дискотеки, веројатно све би било по правила, бидејќи правилата постојат во правилникот за проектирање. А кога ние проектираме, одговараме со личните лиценци кои ги добиваме и со лиценците на фирмите наши. Исто така и градежниците кога градат одговараат со своите лиценци на компаниите за објектите кои ги градат, одговараат надзорните инженери. Кога се гради од почеток, покрај проектот, секој проект има своја ревизија
тие што ги прават ревизиите имаат свои лиценци за ревизија, така да цел тој процес се регулира. И тогаш воопшто не би било проблем, бидејќи самиот проект за изградба би содржал и проекти за пожарна заштита и евакуација, односно, ај вака се да го кажам и пластично за гледачите. Ние со нашето знаење и со тоа што имаме лиценци од Комората на архитекти и овластени инженери, гарантираме со своето знаење дека ги употребуваме материјалите соодветни во правилникот. Ај па да го кажам пластично, кога правите еден камин, не може да си употребите материјали какви што сакате, односно и тој што го изведува и тој што го проектирал мора да предвиди пред се материјали, некој ги ревидира тие материјали дали се соодветни, па потоа градежникот ги вградува тие материјали. Да. Во овој случај каде што газдата на локалот со штиклирање гарантира за тоа што е вградено, нема никаква ниту знаење позади тоа, ниту некаква експертиза. Односно се сведува на неговата морална одговорност, па дури и кривично, меѓутоа е негова лична. Не би требало да биде така кога е случај за јавни објекти. Вие ако градите куќа за себе, живеалиште, да, можете и сами да го градите, законот го дозволува тоа. Иако не би требало. Иако не би требало, ово треба да бидете одговорни и према своето семејство, да кажам. Меѓутоа кога се работи за јавен објект каде што одговорноста е многу поголема, дури ние и нашите лиценци се со различни степени. Кога некој гради до 4 ката или кога гради облакодерм, значи неговото знаење еволуирало, се надградило и тоа го докажувате пред Комората на овластени архитекти и инженери и така се добиваат лиценците. Кога би се граделе дискотеките или кога во процесот на добивање на дозволите би биле инволвирани инженерите, све би било поинаку. Исто така, тоа што ние и струково сме реагирале е дека при легализација на објектите, архитектите воопшто не се вклучени. Односно, сите закони се деградирани во корист да се допаднат на гласачите, да кажам така, во одреден период кога се носени тие закони. Значи, закони. Да, деградацијата на законите е направена да им се допадне на гласачите за што полесно дали да легализираат објект, дали да во случајов добијат дозвола за ноќен клуб или за кабаре, бидејќи обично се прават во веќе постојни објекти. Ниеден објект не се гради од почеток како ноќен клуб. Имаше такви неофицијални, потенцирам, неофицијални информации дека со години всушност службениците пишувале пријави, алармирале полициските службеници во Кочани. Ништо од тоа не било реализирано. Значи, нивните надредени имаме класичен пример кај што не сега имиња да поменувам. Имаме полициски службени кои пред неколку години пишува службен материјал со кој напоменува дека дискотеката не е безбедна за функционирање и буквално јавниот ред и мир може да се наруши во секој момент и од тие причини бара, предлага затварање на дискотеката. Да. И таквата особа се наоѓа во притвор. Можете да замислите. Тој алармирал пред неколку години. Да. Идентитет не отвара и не напоменувам кој е, тој е во притвор, а тие што требале од тогаш до денеска по насока на предмет на суштинско нешто што го напишал тој и таквиот полициски службеник како проблемска информација во минатото, ништо не е спроведено за да се затвори таа дискотека. Многу едноставен пример. Тие сегашните, односно таа гарнитура, тие луѓе, тие господа кои седеле и се во ситуација да бидат одлучувачки фактор во делот на полицијата, немаат никаква консеквенца, немаат никаков проблем со законот, затоа што едноставно може би се аминувани од одредени структури кои одлучувале кој ќе биде кој ќе биде заминат во притвор, кој не, за жал, не дај Боже да има и вакво нешто. Меѓутоа, народот и ова го зборува. Јас не можам да на вашето прашање не одговорам и соодветно на она што го слушам, бидејќи јас со делот на безбедноста, со делот на
прашањата во оваа проблематика се занимавам долг временски период. Значи граѓаните, пак ќе кажам, се најпаметните, граѓаните се тие кои ја гледаат работата и на Гоце, кој никогаш не бил во власта, меѓутоа ја гледаат работата на гарнитурата која ги спроведува сите овие истражни мерки, предистражни мерки, така натака, меѓутоа сето тоа што се случувало и во минатото, исто и кај нив е таргет на проценки, на прајање на анализа што било, што е сега, што треба се направи за да не се случи нешто понатака. Добро, според ова што го говорите, иако велите дека мора и треба да се стави крај на партизацијата, да започне функционирање на владење на правото, функционална демократија, да има оваа држава, се тоа ве демантира практично со фактот што еве говорите дека неофицијално имате информации дека луѓе кои полициски службеник е сега во притвор иако алармирал за Кочанската трагедија, односно за нефункционалноста на дискотеката. 2023 година се случило ова што потврдувате тоа што јас го кажав, меѓутоа да сум обвинител, знам што да правам и кого дополнително ќе го апсам, уште денеска истиот момент, односно ќе го апсев и вчера и завчера и од истиот момент кога се случи трагедијата, да сум министер за внатрешни работи. Исто знам што би направил, јас само може да сугерирам и може да послужи ова сето што го зборувам, бидејќи и обвинителот, државниот јавен обвинител, и министерот за внатрешни работи секако дека има огромен број на внатрешни и надворешни советници. Нека послужи оваа информација, овој момент кој јас го кажувам, нека се охрабрат, нека ги апсат и сегашните функционери. Многу едноставно. Многу едноставно, затоа што вината и на сегашните функционери е вина со која нема амин, нема оправдување. Не може ги оправда началниците кои се во сегашната гарнитура биле 9 месеци од моментот на новата влада. Ако бил 9 месеци на фотелја, он точно знаел што го чека, таа фотелја не го чека на него само бенефити, не може да очекува он само зголемување на платните бодови со кои ќе има поголеми примања, а не ги гледа обврските, ингеренциите кои законот му ги наложува како закон кој мора да ги спроведе. Контролни механизми, проверки и така натака. И да сте министер за внатрешни работи, што ви спомнам? Уште 50 души ќе го апсам. Одма денеска. 50. А они нека се докажуваат на суд. Има суд, има начин на кој цела мрежа сакате да кажете дека била без пардон, вклучена. не само вработени во МВР, не само во локалната самоуправа, не во подрачните единици од економија во делот на Кочани. Значи 50 луѓе, кажувам као бројка 50, може ќе бидат и повеќе, може и помалце. Меѓутоа, напоменувам дека бројката која е таму во моментот во притвор е бројка која не е доволна за да се оправда целата трагедија, целиот проблем и да се реши сето она што се случувало. Па ние не може да обвинуваме само еден човек од дирекцијата за заштита и исправување, кај што нема ПП апарати, ве молам. За 10 години сите што биле раководители, комплетно шутка. Апсолутно. А они нека се докажуваат на кој начин сето тоа го дале со нивни потписи парав дека таму дискотеката е окей. Значи, проблемот со пензиите, според СДСМ, е алармантен. Но алармантен е и за пензионерите кои стравуваат и тврдат дека практично Уставниот суд го укинува линеарното зголемување, зашто постојано има деманти. Владеачката партија ВМРО-ДПМН, односно власта, ја обвинува Уставната судика Кацарска, но ве обвинува и вас како СДСМ. И сега ништо не е јасно. Зашто алармирате? Велите и дека нема пари. Ајде околу тој сегмент да се задржиме. Кои се вашите бројки, податоци? Вака, не е само за СДСМ алармантна состојбата во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и за експертската јавност е алармантна состојбата, затоа што преку бројки, кога во 2023 година дефицитот, дупката во фондот беше 28 милиарди денари. 29 милиарди денари. Кога дојде ВМРО на власт, со првиот ребаланс што го направија на буџетот, скокна на 38 милиарди денари.
Во 2025 година со буџетот, во тековниот буџет, таа дупка е 50 милиарди денари, не стига за исплата на пензиите во текот на цела година, затоа што исплатата на пензиите сега во декември се направи со позајмица од Министерство за финансии кон фондот за пион од 7,5 милиарди денари, значи дупката скокнала на 57 милиарди денари. За 2026 во буџетот, предлог буџетот кој што ја помина собранијската седница, сега ги оди на пленарна расправа, дефицитот е 62 милиарди денари. 1 милиарда евра имаме дефицит. Тоа значи дека фондот сам не може да ги сервисира исплатата на пензиите доколку од централниот буџет не се префрли 62 милиарди денари, односно 1 милиарда евра на сметката на фондот. И ова значи дека нас дефицитот во проценти ние го намаливме кога си отидовме од власта на 32,5%. Кога дојдовме 2017 година на власт беше 48%. Од 32, 2,5 дефицит. Сега е над 50 и ќе расте во 2026 година, затоа што имаме ново усогласување во март, значи многу повеќе пари ќе бидат потребни за исплата на пензиите. И од тој аспект зборуваме дека состојбата во фондот е алармантна, не да ги исплашиме пензионерите дека нема да има пензии. Пензии секогаш мора државата да обезбеди. Меѓутоа, одржливост на фондот на среднорочно или долгорочно е доведена во опасност. Од друга страна, ние имаме постојано намалување на бројот на работниците. Најпрво, околу паниката. Паника се создаде дека нема пари воопшто во буџетот на ПИОМ, на пензискиот фонд. Паника за која говори и опозицијата, но и експертите. Прво, околу тоа бемола. Има ли воопшто пари за исплата на пензии? Сведоци бевме на обраќање на собраниска седница, пратеничките прашања, каде што се отвори ова прашање. И добро е во јавноста да се отвараат вакви прашања од круцијално значење за општеството. Опозицијата изнесе ставови дека пензискиот систем е пред колапс, апокалиптични сценарија, дека нема средства за исплата на пензиите и дека практично нема да има средства да се исплати ноемвриската пензија. Одговорно тврдам пред целата македонска јавност, како директор на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, дека овие сценарија се апсолутно неточни.